Борусија Дортмунд има примено над 500.000 барања за влезници за надпреварот против лутиот ривал Бајер Мюнхен, што ќе се одигра на 25 мај на Вембли стадионот во Лондон во финалето на Лигата на шампионите. Од клубот изјавуваат дека до нив преку интернет пристигнале 502.567 барања за влезници. Тоа се и премногу барања со оглед на тоа дека по пат на ждрепка влезници ќе добијат само 24.042 навивачи на Борусија Дортмунд. Двата клуба финалисти, Борусија и Бајерн, добија вкупно 50.000 влезници за Вембли, иако капацитетот на стадионот изнесува околу 90.000 места. Почетната цена на влезниците се движи од 75 до 350 евра за подобрите места, што е шокантно за германските навивачи кои за надпреварите во Бундеслигата во Дортмунд во просек плаќаат околу 30 евра. За Бајер Мюнхен ова е второ финале поред, додека Борусија Дортмунд чекаше финален надпревар во Лигата на шампионите од 1997 година, кога и стигна до посакуваниот и единствен трофеј. ATP ветеа ги објавија најновите ранг листи на најдобрите тенисери и тенисерки во светот. Кај мажите, Новак Џоковиќ има огромна предност во однос на ривалите. Новак се уште е прво рангиран светски тенисер со 12.900 бодови и тоа со предност од преку 4.000 поени во однос на второ рангираниот Роџер Федерер кој има 8.670 бода. Енди Мареј сега е трето пласиран со само 100 поени помалку од Федерер, четврти е Ферер, додека Рафа Надал е пето рангиран светски тенисер. На листата од топ 10 тенисери се наоѓаат и Бердик, Дел Потро, Цонга, Гаске и Типсаревич. Кај дамите нема поголеми промени. Серена Вилјамс се уште е прво рангирана светска тенисерка. Американката има вкупно 11.115 бода, пред Шарапова со 10.240 и Азаренка со 9.130 бода. Топ 10 листата ја сочинуваат уште и Радванска, Нали, Кербер, Ерани, Квитова, Стосур и Вознијацки. Англичанецот Рони О'Саливан ја одбрани титулата на светското снукер првенство што се одржа во Шефилд и по пети пат го освои најпосакуваниот трофеј. Ракетата во финалето го победи својот сонародник Бери Хоукинс и стигна до победа од 18-12 во фреймови. О'Саливан играше во одлична форма од почетокот на шампионатот, а во обидот да ја одбрани титулата од 2012-та не му пречеше што паузираше 11 месеци пред овој турнир. Рони стана третиот снукер играч кој ја одбранил титулата во Крусибл, а со петата титула е блиску до рекордот на Стивен Хендри, кој досега има дури 7 светски титули. NBA звездата на Мајами Хит Леброн Џејмс е избран за MVP на NBA лигата за сезоната 2012-13. Кралот Џејмс по четврти пат во кариерата, а втор пат едно подруго ја добива оваа престижна награда. Со тоа Џејмс им се приложи на Мајкл Џордан, Вил Чемберлен, Карим Абдул-Џабар и на Бил Расел, кои претходно најмалку 4 пати го освојувале ова признание. Второто место му припадна на Кевин Дурент од Оклахома Сити, а трет беше Кармело Ентони од Њујорк Никс. Џејмс сезонава постигнуваше за Мајами Хит просечно 26,8 поени, 8 скока и 7,3 асистенции по надпревар. Само две средби се одиграа синоќа во NBA плейофот, по една на истокот и на западот. На истокот тимот на Чикаго Булс го победи шампионот Мајами Хит нагости со 23-86 и победе со 1:0 во полуфиналето на плейофот во источната конференција. Триумфот им го донесе тандемот Нейт Робинсон кој даде 27 поени, 9 асистенции и Џими Батлер со 21 поени, 14 скока. Биковите откако во текот на регуларниот дел ја прекинаа втората најдолга серија победи во историјата на NBA од страна на Мајами на 27 победи едно по друго, сега ставија крај на низата на Мајами од 12 победи во серија. Биковите играа без повредените Кир Хајнрих, Лил Денк и Дерик Роуз. Леброн Џејмс даде 24 поени, од кои 22 во второто полувреме, имаше и 8 скока и 7 асистенции, а единствен двоцифрен кај Мајами Хит беше и Двајн Вејд со 14 поени. На западот се одигра првиот надпревар од полуфиналето помеѓу Сан Антонио и Голден Стейт. Домашниот тим стигна до првата победа и тоа потешко од очекувањата по две продолженија со кошот на Ману Џинобили на 1,2 секунди до крајот на второто продолжение, со што му донесе победа на Сан Антонио од 129-127. Тони Паркер со 28 поени, Дене Грин со 22 и Данкан со 19 поени, 11 скокови беа лидери кај домакините, а Ману Џинобили додаде 16 поени од клупата заедно со шутот за победа. Кај гостите кои немаат победа во Сан Антонио уште од 1997 година, недоволни за крај на таа серија порази беа 44 поени што ги постигна Стивен Кари. Вечерва се играат вторите надпревари од полуфиналните пресметки помеѓу Њујорк и Индијана, односно Оклахома и Мемфис.